Со пуштање на водата во полињата во атарот на Кочани, Оризари и Зрновци, од денеска започна наводнителната сезона за овогодишната производствена реколта. Со тоа практично е означен почетокот на сеидбата на оризовата култура, која поради ограничените количини на вода во акумулациите ќе биде застапена на значително помали површини. На стартот на наводнителната сезона, директорот на Водостопанство Брегалница Дени Митров се осврна на вкупните состојби со наводнувањето, подготвеноста на системот и планот за наводнување и сеидба. Сезоната ја започнавме со пуштање на водата во атарот на Кочанско поле, атарот на село Зрновци, село Оризари, а понатаму продолжуваме во зависност од барањата на оризопроизводителите и останатите полиња. Сезоната 2019 година, по добиените информации од Хидрометеоролошкиот завод за статистика, во последните 30 години може да кажеме дека е една од најсушните сезони. Сезона во која од мај до октомври има наврнато просек околу 5 литри на метар квадратен дожд. Податок која потврдува големата суша со која сите ние се соочивме. Тој истакна дека до крајот на април полнењето на нивите ќе се врши со зафаќање на протечните води, а на почетокот на мај ќе бидат пуштена водата од акумулацијата Калиманци преку левиот и десниот магистрален канал. Водата во десниот магистрален канал од акумулацијата Калиманци планираме да ја пуштаме после 1 мај, се во зависност од тоа колку ќе бидат спремни водокорисниците за да примаат водата за сеидба за полињата Сорис. Исто и левиот магистрален ќе биде ставен во функција, веќе се излепени и плакатирани плановите за сеидба Сорис во сите населени места, запознаени се луѓето, така да и на левата страна ќе има површини кои ќе бидат засејани под орис и наводнување на други култури освен орисот. За да се реализира успешна наводнителна сезона, потребно е подобрување на хидролошката состојба во регионот, посебно поради фактот дека токму изминатата година беше една од најсушните во последните 3 децении, земајќи го во обзир при тоа и намалувањето на површините под орис за 1400 хектари во споредба со претходната година кога беше застапен на 4400 хектари.